Жени има во македонската политика. Има по неколку и во владите, но никако да стигнат ниту до лидерска позиција во поголемите политички партии, а уште подалечно изгледа дека жена ќе седне во премиерската фотелја. Дали вината е само кај мажите, кои доминираат на високите политички функции, или вината е и кај самите жени, колку тие меѓусебно се поддржуваат? Има ли простор жена да влезе во елитниот доминантно машки клуб на политиката? На оваа тема во подкастот Зошто разговараме со поранешната пратеничка Ѓуристана Марковска. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Какви се шансите жена да стане премиер на Северна Македонија? Се разбира, шансите се секогаш кај мене барем оптимистички и реални. Ако го гледам сегашниот комплетен политички амбиент каков што во Македонија, веројатно долги години нема да имаме жена премиер, може би повеќе жена председател, тргнувајќи особено од делот на стегнатите уставни ингеренции кои што ги има председателското место во моментов, мислам на председател на државата Македонија, а од аспект на извршна власт, веројатно тоа ќе трае време и време ќе има. Зошто? Па се уште има еден сексистички пристап кон политиката, која што претежно се гледа како машка професија, во која што дури во некои говори ќе слушнете дајте да бидеме мажи и тоа да го решиме. Без оглед на тоа што жените ги решаваат проблемите. Ние имаме квота која што е добра и на која што јас гледав како на една позитивна дискриминација од аспект на присутност на жените 30%, 40%, па еве сега слушам дека можеби ќе се зголеми на 50%. Меѓутоа да бидам искрена во парламентот. Во парламентот. Да бидам искрена, јас се уште не видов некој софистициран пристап на посебниот женски интелект. Ние сепак се разликуваме од мажите во пристапот на решавање на одредени општествени теми, пред се кои што би се преточиле во различни политики, од социјален, од економски, од политички карактер, од посебно во делот на социјалата, во делот на културата, во делот на децата, на правата на семејството, кои што нели типично се третираат како женски теми, меѓутоа за жал и во таа област ние имаме се уште големи проблеми, а немаме посебен закон во кој што можеби би учествувало едно женско лоби, кое што веројатно постои во собранието, меѓутоа нема ниту едно законско решение кое што би ги надминало партиските граници и би имал еден проактивен пристап, повеќе да кажам условно речено женско гледање на работите, кој што би значило и улеснување на проблемите на сите жени кои што се во Македонија и кои што се среќаваат со тие проблеми во секојдневниот живот. Споменавте квотите, еве, дури може и да се зголеми присутноста пола жени, пола мажи, колку што всушност има и е нашата реална статистичка бројка на населението. Еве нема ниту еден координатор на пратеничка група жена, да не зборуваме натаму, јас бев координатор на пратеничка група и тоа во една многу поголема група кога немаше квоти. Зборуваме за составот, зборуваме за составот 98-2002 година. Пратеничката група беше партија на владеачка партија која што имаше повеќе од 50 пратеници. Така да е можно да има жена, меѓутоа тука е и прашање малку и на наметнување на тој интелектуален потенцијал, би рекла, или пак сеопшто можеби е присутна еден вид не апатија, ама задоволување со самото тоа што вие сте пратеничка. Искрено не би ми сметало да бидам присутна во собранието само како представник на квота, ако моето присуство во таа квота не се разликува од останатите. Барем по поинаков начин на мислење. Дали проблемот е во самите политички партии? Зборуваме еве за поголемите политички партии, каде што дефинитивно мажите доминираат. Немаме лидер на политичка партија, освен Куспериот, еве Радмила Шегеринска. На големите политички партии нема, на малите има, меѓутоа имаме многу проактивни личности кои што се во самата партија. Очигледно дека жените се задоволуваат со тако формален пристап во кој што тие и може да бидат главните, условно речено, фронтмени, односно фронт жени, меѓутоа не бараат да бидат жени лидери. Можеби тука недостасува и некој поинаков пристап
пристап, па ако сакате и едукација, дека сепак не треба да се задоволуваме со малку, дека треба да си ги исполнуваме нашите обврски, па зошто да не и да бидете лидер во некоја област. Жена лидер во Македонија на поголема политичка партија долги години нема да има, заради тоа што имам впечаток дека во поголемите политички партии да не е квотата, жените можеби би били и во уште помал број застапени отколку што се сега, а ако гледате по основ на проактивни пратеници, има доста пратенички кои што се попристојно едуцирани, пристојно во областите за кои што дискутираат, информирани, па ако сакате и доста напреднати. При тоа можам да истакнам како пример, и бидејќи го следам активно собранието на Македонија, особено ми се допаѓа пристапот на жените пратенички од албанскиот блок. Таму не може да се најде случајно жена која што е ставена на листите. Како мислите? Така што сметам дека тие се во одредени области претходно поприлично подготвени и дека во областите кај што настапуваат имаат еден доста широк опфат на разгледување, па ако сакате и статистички и фактички, поприлично едуцирани. Дали тоа се должи на претходна нивна обука или на тоа што сакаат сами да бидат информирани од страна на одредени соработници во собранието, не знам. Меѓутоа мислам дека табуата по основ на жени од малцинствата, односно од помалите етнички заедници и жени од останатите, тука е доста срушена затоа што жените се во тој дел поприлично активни од помалите етнички заедници. Ми се допаѓа нивниот пристап. Може би двојно повеќе напор треба да вложат од нивните колеги мажи за да се докажат и да стигнат до... Не би рекла, заради тоа што согласно традицијата која што постои, ако сакаме да зборуваме конкретно за жените албанки, тие се прилично почитувани од своите колеги и во пристапот во кој што се случило да има навреди од страна на координатори, па ако сакате и на повисоки политички лица кон жени, тоа не се случува во албанскиот блок. Тоа може да се случи во овој блок. Може би јас гледам така на работите од надвор, меѓутоа не се случило да некој кој што има повисока политичка функција од албанците има непријатен, некултурен и неубав однос кон жени. Значи дека кон жените прво се гледа како кон дами, па понатаму кон политичарки, што мене ми се допаѓа. За разлика од останатите, иако може би звучи лошо, ама така и е, барем јас така гледам на работите, тоа не е така. Кај другите не е така. Се ближат изборите, се составуваат кандидатски листи и секогаш доаѓаме пред избори до едно објаснување на партиите дека тие прават анкети, истражувања на јавно мислење и дека кој ќе праша дали попрво би гласале за маж или жена, дека нивните гласачи одбираат мажи. Држи ли тоа? Тоа не е точно. Оно што во моментот во Македонија и покри тоа што одредени простори, да речеме, на десница, на левица, на радикални партии, на социјалистички партии, на партии популистички или од ИПП партиите, тие простори се пополнети. Па имаме и зелени партии кои што тој простор го држат формално правно како зелени, меѓутоа не гледаме повеќе поединечни активисти отколку програми на зелени партии. Тука пред се вбројувам ДУИ, таа како зелена партија по ништо не се истакна. Имаме и помали партии кои што во тој пристап, тој дел од просторот на политичкиот простор во Македонија е зафатен, ама условно зафатен, не и проактивен. Оно што во моментот во Македонија недостасува, а тоа го има во сите општества и во сите држави, во Македонија и не во нашето обкружување, можеби тоа се конкретна женска партија, која што не би се залагала можеби само за женски права, оти ние по сите уставно-правни норми сме изедначени, меѓутоа повеќе би се заложувала за еден поинаков пристап на гледање на нештата, во кој што вие ќе имате пристап на договор, пристап на компромис, пристап на наоѓање на заедничко решение, а не на пристап на исклучивост. Моето и ничие друго, како што имаме можност да го видиме тоа од големите партии со кои што раководат мажи. Или е тоа малку повеќе феминистички некаков пристап? Не, ја себе си не се доживувам како феминистка, меѓутоа сметам дека тој дел од просторот може би треба да се проактивира, заради тоа што замислите што би се случило кога таква една партија би имала жени интелектуалки кои што би можеле добар дел од гласачкото тело да го анимираат и кога жените би гласале за жени. Ние ќе имаме поинаков политички начин на размислување, повеќе од тој аспект, не од аспект на тоа дека жените сега се
обесправени, па им треба едно или друго. Меѓутоа, да видите, се закон за семејство. Па тука може да го направи она што можат жените да го направат, не можат тука поинаку, затоа што столбот на секој општество е сепак жената. Не гледам од аспект на на родови односи, меѓутоа ние имаме се уште неразрешени односи од аспект на жени кои што остануваат без работа, од аспект на жени кои што после развод, тешки драгоразводни парници остануваат на улица, без имот, жени кои што чуваат деца без алиментација. Можеби е присутно тоа и кај машкиот пол, меѓутоа тој дел е незначителен во однос на тоа ништо се поминуваат жените. И токму тоа ме чуди што досега не се направи еден соодветен закон за семејство во кој што жените би имале проактивен пристап, би ги надминале своите партиски граници и би направиле едно одлично законско решение. Еве, например, немаме се уште закон за заедничко старателство, иако тука мажите се Мажите се тука закрозени и обесправени и мислам дека треба тоа да постои, заради тоа што како по некое непишано правило, старателството им се припишува на жените. Меѓутоа, вие сметајте дека има жени кои што најчесто во процесот еве сега на транзиција, на глобализација, жените се тие кои што стануваат без работа. И жените се тие кои што треба да се грижат за децата, и жените се тие во кои што во тешки бракоразводни постапки остануваат без имот, и покрај тоа што нашиот закон вели не е важно кој е запашан во катастарските документи, имотот се дели на половина. Јас сум сведок, личен сведок, дека тоа не е така. Колку вината е кај самите жени што не се поактивни во политиката? Најголемата вина е кај нив. Зошто? Заради тоа што ви кажувам, им имам впечаток дека се уште се помируваат со состојбата таква каква што е и очекуваат некој друг за нив да размислува. Никој нема да размислува доколку самите не ги превземете работите во ваши раце. Никој не го спречува во собранието женското лоби кој што веќе е формирано да направи закон и да каже без оглед на партиските програми кои што се различни во десницата и левицата, ние правиме еден современ закон кој што е усогласен со европските регулативи и нормативи, меѓутоа кој што се уште одговара на нашето секојдневие, бидејќи да не се залажуваме, ние се уште не сме Европа по стандард, по економија, по се друго. Сте биле во политичка партија, во голема, се уште сте, да кажам, политички активна, никогаш не престанавте, ако не сте пратиничка. Како изгледа од внатре да се биде жена во политичка партија? Сте се соочиле ли самите со неправда, со понижување, со некакви ситуации само заради тоа што сте жена? Не. Искрено речено, не сум се соочила, можеби тоа повеќе е заради мојот личен карактер. Не сум се соочила со таква работа, напротив, сум била многу почитувана, барем додека сум работела внатре во собранието, а сум била идеален пример, бидејќи се занимавав условно речено со политика од својата 14-та година, да не кажам колку многу децении се тоа, и се уште сум некој аналитичар, бидејќи активно ја следам политиката. Ретко кој би рекол во моето присуство, па сепак вие сте жени, решете го тоа така, затоа што тоа е навредливо и тука нема женско-машки прашање. Тука има или сакате нешто да го реализирате или не. Имаше една состојба во собрание во кој што рекоа, еве сега само жените дискутираат како да е тоа на чешма, и откако наидоа на еден малку пооштар одговор, колегите пратеници се повлекоа. Дали жената ја поддржува другата жена во политика? Не. Тоа е проблемот во Македонија. Жените една на друга имам впечаток најголеми ривалки и конкурентки. И токму во тоа лежи причината зошто во Македонија немаме активно развиено женско лоби, женска партија и се друго што би можело можеби на поинаков начин да се реши. Зошто е тоа така? Сум се обидела и во многу психолошки книги тоа да го прочитам, да го објаснам. Делумно има објаснување, делумно нема, заради тоа што тука е ривалитетот посебно присутен. Повеќе и од било кој друг отколку спрема маж. И тоа за мене е несватливо. Пошто би се разликувала жената премиер од сите мажи премиери што ги има? Жената премиер прво би се разликувала по тоа што секогаш ќе го задржи дамското во себе, бидејќи јас не се залагам жените да облечат панталони и да станат мажи, иако носат жените панталони. Сепак ние имаме малку поинаков пристапот на джентлменство, меѓутоа и начинот на убедување и начинот на раскажување на фактите, односно бранење на своите стратегии и политики за кои што се залага една жена
премиер. Така да тој пристап е можеби присутен од најраните нозе, бидејќи да не заборавиме, барем во просечното конзервативно балканско семејство, стожер и финансиер на семејството од аспект на тоа како ќе го распредели буџетот, се уште е во 80% од браковите жената. Зборуваме за помалку имотни конзервативни семејства во кои што сепак буџетот е прилично прикрпен и е од први до први, и како и на кој начин ќе се снајде тоа семејство во такви економски услови да живее, сепак решава и одлучува жената. Без оглед на тоа што може да има семејства во кои што заработуваат и двајцата. И токму од тој начин и од таа желба за компромис да се удоволи на сите, мислам дека женскиот начин на водење на политика би се разликувал од машкиот во политиката ако една жена биде премиер. Прочитав некаде еден цитат, изјава практично на еден маж кој вели како жена би можела да води влада, еве јас сум подобар лидер, бидејќи јас сум водел компанија, а таа само семејство. Воопшто не е така, сега има и многу успешни жени кои што водат компании, тоа се има и водечки личности во компании, има и многу богати жени кои што заработуваат, така да тоа е, да не го наречам малку шовинистички, себе си не се сметам за шовинистка, напротив, многу убаво се осеќам својата кожа. Мислам дека е застарано мислење и дека жените тука кога би се подржувале како жени со жени, како првичен чекор, мислам дека тука би успеале да ги измениме работите. Добивме прв албанец премиер, додуша на техничка влада, но се славеше со песни, огномети во строго машко друштво, без ниту една жена. Ке се слави ли првата жена премиер кај нас? Прво не очекувам за скоро време. А кога и да биде? Кога и да биде, па јас искрено би се радувала на жена премиер, би се радувала како што се радував и на списоци, односно на номинации на жени за градоначалнички, чисто број беше исклучително мал, и мислам дека тука кога би преовладала женската солидарност, дајте да видиме што може да направат жените, дека би се смениле. Во однос на прославата албанец премиер, тука повеќе го гледам како културолошки, повеќе гледам на тоа како на, иако беше направено на еден прилично тенденциозен начин, на еден арогантен начин, ни се може и така. Не би сакала сите така да го толкуваме, еве да најдеме подобрата страна на една етничка заедница која може би се борела за своите права, па да не заборавиме дека имаше граѓанска војна и сепак го достигнала врвот на една држава да се најде човек без оглед дали е технички или не, иако до крај на мене не ми е јасно што значи технички премиер кој што работи со собрание кое е активно. Затоа што може да носи секакви законски решенија. Владата технички е условно технички, затоа што е строго лимитирано со време. 100 дена, тоа е вистински премиер. Ние можеме како сакаме да го крстиме. Тоа е премиер. Тоа што е албанец и претходно договорено, ништо не ми значи. За мене е значено што тој дали е способен или е неспособен како личност. Тоа што е албанец е гордост можеби за самите албанци од аспект на тоа, еве, ние сме се чувствувале деградирачки, сега веќе имаме човек во највисоките политички врвови. Веројатно или условно, може би така ќе се чувствуваат и жените. Не како личности кои што биле деградирани, обесправени, туку дека како личности кои што може да бидат, да пливаат успешно во тоа политичко милје, особено ако таа влада има и добри резултати. А не гледам зошто не би имала. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Само кликнете на Зошто, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.